На вонредното собрание на Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, кое се одржа на 13 јули, присуствуваа вкупно 23 делегати со право на глас. На почетокот на седницата делегатите ја прифатија одлуката на фудбалскиот клуб Осогово, со која е отповикан досегашниот член на управниот одбор на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани Јордан Гицов, а на негово место е верификуван и избран Горан Теодосиевски. Најмногу внимание предизвика донесувањето на одлуката за давање поддршка за претседател на Фудбалската федерација на Македонија и член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Делегатите практично потврди одлуката на управниот одбор на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, со која Илче Георгиевски е предложен за претседател на Фудбалската федерација на Македонија, како и одлуката Владо Андов да биде избран за нов член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Колко е вашето работно и животно искуство во фудбалот ќе допринесе да дадете вие ваш придонес во развојот на Фудбалската федерација на Македонија? Па јас сум повеќе од 40 години, тоа што го спомнате, значи во делот на спортот. Мојата струка е професор по физичко и здравствено образование, долгогодишен тренер, спортски работник, поранешен фудбалер. И се надевам дека огромното искуство кое го имаме и последните неколку години се посветив во женскиот фудбал. Исто бев прв соработник во репрезентацијата на селектор Добре Димовски. Се надеваме огромното искуство мое и искуството во делот на спортот, конкретно за фудбалот, ќе дадам колку што можам допринос. Тоа прво е чест да бидеш член во управниот одбор, али и голема обврска, која обврска не само да го гледаме оној целокупниот дел и случувањата кои се надеваме дека не може тоа преку ног да се заврши се, него сите почнувајќи тука од тренерската организација, од тренерскиот одбор и други работи кои се запластени, се надеваме со една макотрпна работа и ние како сојуз, Општинскиот фудбалски сојуз гравитира на источниот дел на Македонија, тука значи повеќе градове и нормално и сите оние интереси кои ги тиштат нашите спортски работници кои се вклучени во делот на спортот, тоест во фудбалот, се надеваме благовремено ќе бидат пренесени на сите тие седници и се надеваме дека со една макотрпна работа сите тие работи ќе бидат на некој начин надминати и нормално дека треба концепцијата и на новиот претседател и ние како членови на управниот одбор ќе мораме со некој нова стратегија, со програма, развојна програма за на некој начин го подобриме и го подигнеме нивото од кое за жал се наоѓа македонскиот фудбал. Делегатите на собранието одработија ефикасно и конструктивно.